што осети? Па добро, ние уште превентивно кога во текот на денот видовме дека ќе има големи обилни врнежи по најавата од Хидрометеоролошкиот завод на Македонија, во текот на савелешните часови ги известивме жителите на овој дел на градот да бидат подготвени дека можно е да дојде потокот. За жал се остварија тие наши прогнози, може да видите и самите дека нивото на потокот расте континуирано од минута во минута. Тука сме заедно со сите служби, активирани сме и од ЦУК и од единицата за брза интервенција за спасување што имаме при општина Велес, доколку има потреба да помогнеме било на кој начин. Значи превенцијата го направи своето, полиција заедно со службите од општина Велес одеше поединачно да ги извести граѓаните дека можно, иако не беше потокот дојден тука, меѓутоа со оглед на информациите и контактот со колегата од Свети Николе дека има многу обилни врнежи во Свети Николе, знаеме дека континуирано доаѓа потокот. Токму затоа ги преземавме сите неопходни мерки и за сега контролираме се. Во моментов очекуваме да заврши ова за саат 2, доколку се повлече, ако нема нови врнежи, одма преминуваме на расчистување доколку има потреба. Што ви кажуваше информации каква е останатата состојба во општината? Па реката Тополка е само голем наплив во моментов. Службите од тука продолжуваат на тој сегмент на градот да видат и над Тополка, значи се опсегот на општина Велес, меѓутоа ние како општина сме подготвени да помогнеме и на соседните општини доколку има потреба. Во овој момент ние да напоменам дека на барање од мојот колега и од ЗЕЛС испративме 1500 вреќи за општина Прилеп, бидејќи таму во моментов има големи поплави, надојдени води и обилни врнежи. Тоа значи дека солидарноста помеѓу градоначалниците си е на стандардно ниво и се надевам дека ќе престанат дождовите, бидејќи ова очигледно веќе заминува и у посериозни размери.